Каде и да одам, во срце го носам. Мојот роден крај. Бисерот на нашата Република Македонија, Охридското езеро, е приказна која од почеток ветува многу. На брегот на езерото на крајниот југозапад на Македонија, на самата граница со Република Албанија, се наоѓа познатото рибарско село Радожда. На карпестите падини на планината Јабланица, точно онаму каде што се гушкаат планинските падини и брегот на езерото, се наоѓа ова мало рибарско село, кое со својот мир и природна убавина плени. До селото се стигнува по крајбрежниот пат по живописниот карпест брег на Охридското езеро, која наговестува прекрасната природа која ве очекува, на оддалеченост од 10 километри од градот Струга. Движејќи се внимателно по кривините, за 15 на минути од Струга, ќе ве пречека знакот на влезот на селото и ќе ви посака срдечно добре дојде. Мирот тука, комбиниран со тивкиот жагор на брановите додека се преливаат во крајбрежјето, го продолжува животот и ја смирува душата. Според податоците од пописот кој беше спроведен во 2021 година, во селото Радожда живеат 710 жители, кои својата екзистенција во голема мера ја обезбедуваат преку работа во странство, а оние кои се тука се занимаваат со туризам, земјоделие и рибарство. Во минатото Радожда било символ за свежа риба, па луѓето доаѓале тука да купат свежа риба од Охридското езеро од вештите рибари од ова крајбрежно рибарско село. Но за жал денес што помал број од младите генерации остануваат тука и се обидуваат да опстанат во својот роден крај, заминуваат од селото во градовите низ државата, како и во други држави низ светот. Па така Радождани ќе ги најдете по белиот свет, далеку од својот прекрасен роден крај. Од рајската убавина, природата и мирот, во големите динамични градови, кои го скратуваат животот. Наш домаќин при посетата на Радожда беше Сандре Скрчески, стар жител на Радожда, кој како и голем број жители на селото, поголем дел од својот живот го поминал на печалба. Јас сум Сандре Скрчески. Живеам во Радожда. Овде сега моментално. Веќино имам животот во Америка. Дојде овде е направи лавчата. Он, со тага во срцето ни раскажа каде се ги има Радождани, растурени по белиот свет. Најповеќе имат на печалби во Чешка, во Германија, може и Америка. Најголема тага има за годините кои ги минал далеку од родниот крај. Жалостно е што младежот бега во на страна, ето кажам, во кои градови, држави, и нема што да нема пари, нема ништо.
Чичко Сандре голем дел од својот животен век го минал на печалба во Америка, од каде се вратил во пензионерските денови, кои ги поминува во својата прекрасна градина на брегот на езерото, одгледувајќи зеленчук и овошје. Центарот на селото е преполн со рибни ресторани во кои се служи свежа риба од Охридското езеро, а рибата заедно со далеку прочуената рибја чорба се причина за многу посетители од далеку да дојдат тука во Радожда. Партизанскиот споменик е нем сведок на југословенското минато на нашата држава, а ваквите споменици се белек на центарот на секое наше село, па и на Радожда. Не само денес, селото Радожда било попатна станица уште од римско и византиско време, а од тука поминувал познатиот пат Вија Игнација, поточно зимската патека, од која дел е зачувана и ден денес и е позната меѓу жителите како калдрма. Поради високите снежни наноси во текот на зимата во повисоките предели на Јабланица, во текот на зимата планината се преминувала преку Радожда, бидејќи поради езерото и попријатната клима, снегот помалку се задржувал тука. Во карпата која се издига над селото, се наоѓа црквата Свети Архангел Михаил, која е пештерска црква изградена во 14 век и вреди да се посети доколку ве нанесе патот во Радожда. Во манастирот се наоѓа фреската на Архангел Михаил која е позната како една од најпознатите фрески кои го прикажуваат чудото од Хона во христијанскиот свет. Како што ни кажа и Чичко Сандре, жалосно е што младите го напуштаат ова прекрасно село, борејќи се за подобра екзистенција, оставајќи ја прекрасната природа и езерската убавина и заминувајќи во загушливите градови со жежок асфалт и висококатници. Се надеваме и посакуваме да дојдат подобри денови кои ќе донесат поголем просперитет за населението во овој мал бисер крај Охридското езеро и животот во него ќе продолжи. Ви благодариме за вниманието. Следете не и понатака. Следат уште голем број незаборавни авантури.